Време е за уној разговор кој што многу добро знаете дека го најавивме уште од самиот почеток на ова денешно издание на утринската програма. Македонија го доби и петото нематеријално културно наследство под заштита на УНЕСКО. На листата на заштитени културни добра се најдоа и мартинките. Тоа е ова што јас го држам во рака, ќе можете да го видите во текот на емисијата многу поубаво, а за сето ова утрово разговараме со Василка Димитровска, директорка на ХАЕМУ, Центарот за научно истражување и промоција на културата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Посакувам исто така добро утро и на сите гледачи на македонската телевизија, на утринската програма. Благодарна што ме поканивте. Ви благодарам што одговоривте пред се на нашата покана. Имаме навистина прекрасна тема за разговор. Сите многу се радуваме кога ги носиме мартинките, а сега се радуваме и кога се под заштита на УНЕСКО. Ќе почнам со ред. Како почна иницијативата? Колку што сум ја запознаена, иницијативата е започната пред 2013 година, пред да се вклучиме ние како ХАЕМУС во целата апликација за мартинките. Чинам дека генералната идеја да се почне со една апликација во УНЕСКО потекнува од Романија. Потоа исто така знам дека биле вклучени повеќе држави, бидејќи на Балканот не се практикува само во овие држави обичајот кои што се носители на апликацијата, но на крајот останати се 4 земји, тоа е Република Македонија, Република Бугарија, Молдавија и Романија, кои што како носители на оваа апликација ја поднесуваат во УНЕСКО и мислам дека беше утрото во наше време некаде околу 9 часот изутрина, тие беа изгласени на генералната седница на УНЕСКО за нематеријално културно наследство како светско наследство на човештвото. Тоа сакав да ве прашам, како беше чувството кога ја добивте информацијата, кога го слушнавте ова? Па вака, јас ја гледав со уште неколку колеги во живо, целата конференција, бидејќи УНЕСКО имаат една практика да своите, те ги нарекуваат intergovernmental committees, седници на кои што учествуваат од неколку стотини до неколку илјади луѓе, ги пренесуваат во живо на интернет и за материјално и за нематеријално културно наследство. Секој заинтересиран може да ги следи. И отприлика знаевме кога ќе биде на дневен ред. Мислам дека некаде почна околу 8:30 по наше време и некаде точно околу 9 часот, мислам како да гледаме нека утакмица. Значи бевме собрани околу таблетот мој за да го слушнеме она последно чеканче кога судијата официјално кажа дека апликацијата е прифатена и дека мартинките стануваат светско нематеријално културно наследство. Многу пати сме говореле за мартинките, меѓутоа ајде да кажеме нешто околу традицијата на изработувањето на самите мартинки. Јас и многу пати сум гостувала во утринска на македонска телевизија, апропос мартинките и традицијата која што ХАЕМУС веќе со години ја негува. Мартинките се една амајлија, која што потекнува од традицијата. Тие се прават пред се од црвен и од бел конец и се испреплетуваат и тоа е основната мартинка. Потоа можат да се закачат на некој дел од телото, почувајќи од раката, глуждот, реверот, капа, можеби на некој дел од облеката и се носат се додека не расцвета првото пролетно дрво, додека не се видат првиот штрк или ластовица. Постојат варијанти на тема во различни земји, но ова се главните делови на обичајот. Потоа мартинката се закачува на природата и целиот тој процес од моментот кога некој ќе ви ја дарува, да ви посака здравје, среќа и берикет и љубов за следната година, се додека вие ја закачите да си посакате некаква среќа за себе, се затвара еден циклус во природата, бидејќи таа се дарува, се купува и се дарува на 1 март, така наречено денот на баба Марта. Да. И сега тоа е период, може да биде од зависи од природата, од 7 до крајот на месецот, се додека природата не расцвета, и сушто се поврзува уште од предисторијата. Самата мартинка има предхристијанско потекло и практично поврзана е со будењето на природата и со сите тие циклуси кои започнуваат околу 1 март. Каде е најзастапено правењето на традицијата на мартинките во нашата држава?
оние научни трудови што ги имам прочитани од она што на терен го имам видено и во комуникација со стотици луѓе кои доаѓаат на нашите настани, сепак мислам дека во источниот дел на Македонија, некаде околу пијанечко, овој обичај и оваа традиција навистина е многу застапена, иако гледам дека и во многу други градови истото тоа се практикува. Јас многу би сакала да покрај граѓанските организации некако и државата се вклучи и во прослава на сето ова и сите институции. Знам дека многу општини во Република Македонија ја имаат оваа практика да прават некакви мали традиционални настани за 1 март, меѓутоа сега кога веќе мартинките се прогласија за светско нематеријално културно наследство, чинам дека е обврска на сите нас да го негуваме како традиција. Так. Спомена во најавата дека ова е 5-то нематеријално културно богатство под заштита на УНЕСКО. Кои се останатите 4? Пред да се изгласат мартинките и Хидрлес оваа година за светско нематеријално културно наследство, од 2013 година па навака ставени се неколку обичаи. Тоа се обичајот Четрсе во Штип, потоа Орото Копачка од село Драмче, потоа тригласовното пење од Тетовско, Гласоечко, потоа беа изгласани мартинките и на крајот како мултинационална апликација помеѓу Македонија и Турција беше прогласен традиционалниот обичај Хидрлес, исто така како светско нематеријално културно наследство. И сега, она за кој што би сакала да проговориме е тоа дека всушност почна акредитацијата на ХМУ во УНЕСКО како советодавно тело од Република Македонија за нематеријално културно наследство. Да, тоа е многу интересно, бидејќи ние како организација се бавиме со материјалното, меѓутоа ние не можеме настрана да го ставиме и нематеријалното културно наследство, бидејќи тие двете се испреплетени. Тој како некој што студира археологија, па да му одземете да студира и историја на уметност, бидејќи едноставно тие две дисциплини се испреплетуваат. Некако ни се наметна, ќе кажам во наводници, од моментот кога од нас беше побарано да ја поддржиме апликацијата како граѓанска организација во 2013 година и написмено да дадеме изјава дека ќе ги негуваме мартинките и целата таа традиција во еден изворен облик, како што се практикувало и претходно. Мислам дека на некој начин се обврзавме дека и понатаму ќе продолжиме да го негуваме, да го промовираме и да го презентираме нашето богато културно наследство. Јас не сум експерт по нематеријално културно наследство. Јас сум археолог, меѓутоа менаџирам со голем центар за научни истражувања и промоција на културата. Имаме многу активности, имаме многу проекти, секој пат ги користиме нашите колеги кои се многу поголеми експерти од мене за оваа област. Јас тука навистина би сакала да заблагодарам на пред се на две господи. Тоа е магистер Ивона Печевска-Татарчевска од Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија и доктор Велика Стојкова Серафимовска од Институтот за фолклор, кои што се главните, би рекла, виновници во позитивна смисла на зборот за нашите успешни апликации во УНЕСКО. Тука ќе ја вбројам и господја Лидија Топузовска, која многу години беше главен секретар на Националната комисија на УНЕСКО во Република Македонија. Сега чинам дека тоа господја Билјана Прентовска, која што не представуваше во Кореја. Меѓутоа, за да имате една успешна апликација во УНЕСКО, не е потребно само да се вклучи државата. Во последните неколку години практиките секаде во светот, почнувајќи не само од УНЕСКО, туку ICOMOS, World Heritage, Европскиот парламент, се многу децидни и упорни во тоа да граѓанскиот сектор се вклучи во документација, во менаџирање, во истражување, во презентирање, во промовирање на културното наследство. И сите апликации кои што секаде во светот се поднесуваат, или грантови за добивање на некакви финансиски средства од фондации, исклучително бараат една соработка помеѓу владиниот и, ќе кажам, невладиниот сектор, бидејќи некако поинаку се шифрирани тие односи во Европа. Меѓутоа, врз база на таа соработка, кога ние ќе покажеме дека
меѓуинституционално се соработува и дека нешто што потекнува од народот, од граѓаните, го поддржува и државата, тогаш имате успешна апликација. Так. Имаме многу што да разговараме, меѓутоа нам толку ни дозволува времето. На крајот од разговорот, Димитровска, што е она што Хајмус ќе го работи во иднина, заврши на крајот сме од оваа година, како ќе оцените оваа 2017-та, што е предвидено за 2018-та? Знам дека сте активни буквално во текот на целата година. Оваа година немавме толку многу активности, имавме во позадина некои големи студии за менеджмент и промоција на културно наследство кои што ги работевме. Моментално работиме на нашата акредитација на УНЕСКО. Значи така го започнавме и крајот на овој разговор дека Хајмус се најде помеѓу 50 други организации на последниот совет на УНЕСКО да биде изгласан за советодавно тело. Нашата акредитација тече. Мислам дека ќе биде нагласење следната година врз база на сите наши активности кои што досега сме ги направиле во последните 5 години. Ние си поднесовме самите апликација во УНЕСКО да се акредитираме како советодавно тело од Република Македонија за нематеријално културно наследство. И тоа е нешто на кое што ќе продолжиме да работиме, не само на Мартинките, ние имаме уште еден бренд Скупини романи кој што не го допира само материјалното, туку и нематеријалното наследство од античкиот римски период, кој што исто така го негуваме и го промовираме. Меѓутоа, апропо сето ова, би сакала да го завршам разговорот, бидејќи ќе се видиме можеби некој следен пат со вас или со некој од другите ваши колеги. Ние завршивме на многу голема студија за општина Центар, која што дополнително ќе ја промовираме и се работи за нематеријалното наследство на Дебар Маало и пакување и промовирање на Боемскиот кварт како културна атракција на Скопје и на Република Македонија. Так, значи имаме уште многу поводи и причини зашто повторно да бидете наши гости. Ви благодарам многу за одвоеното време и за разговорот. Кажав ќе се видиме повторно со оглед на тоа дека да вистина многу работите, имаме што да кажеме. Тука сме како медиум да презентираме тоа што го работите, да ве поддржиме се раз. Благодарим. Так. Одиме со вториот информативен блок, точно е 8 часа, тоа значи дека е време за најновите информации од земјата и светот.